40 на минути резервирани за Аргумент Плюс на телевизија 24, како што и кажа во најавата во Централниот дневник. Мој гостин Марко Бислимовски ќе разговараме за најактуелните теми од областа на енергетиката. Бислимовски, ти благодарам што ја прифати поканата да ги отвориме картите во однос на неколкуте актуелни теми од областа на енергетиката. Ви благодарам за поканата и на сите ваши прашања ќе се обидам да дадам конкретен и точен одговор. Така, да почнеме глобално, па потоа ќе одиме и на централно кај нас во Македонија околу санкциите на САД врз Русија. Зборуваме за можни последици врз врз Македонија, и вие и владата се огласите дека не треба да стравуваме во однос на санкциите кои што САД ги и останатите држави потоа ги воведуваат врз Русија. Во годишниот извештај на Регулаторната комисија за енергетика за лани се гледа дека трговците на големо со сурова нафта во Македонија се увезуваат 11 држави, најмногу од Грција, имаме деривати од Бугарија, Албанија. Како да бидеме сигурни дека нема да има ценовни шокови или драстично зголемување на цената на нафтата по ваквите големи играчи што ги прават на берзите? Значи, во однос на ова што го превзедоа Соединетите Американски држави, во однос на рестрикциите кои што ги направија кон Руснефт и кон Лукойл, тоа реално нема да има никакво влијание врз Македонија во пракса, од една едноставна причина, поради тоа што најголемиот дел од увозот на нафтени деривати во Македонија доаѓа од Грција, тоа е некаде околу 86%, доаѓа од Бугарија 10,5%, доаѓа од Бугарија јасно од Лукойл за потребите на Лукойл во Македонија и 1% доаѓа од Србија. Значи, најголемиот дел, 86%, нема да биде опфатен со ниту една санкција кон Македонија, а исто така и компаниите кои што увезува, да речеме, од Бугарија за своите потреби, е компанија која што е сериозна и која што нема да дозволи да има никакво влијание на нивната работа во Македонија. Така да, од овој аспект, граѓаните да бидат сигурни, нема да има оваа одлука врз Македонија во однос на снабдувањето со нафтените деривати. Тие 10% што доаѓа од Бугарија, ќе ги преземе Грција или повторно? Па не е проблем, тие може и во државата да се купуваат, може и од Грција, веќе имаме одреден тренд на раст, минимален, но тренд на раст на увозот од Албанија, така да од тој аспект ќе немаме никаков проблем. Она на што не можеме да влијаеме е тоа што после таа одлука на Соединетите Американски држави, која што беше објавена на почетокот на минатата недела, цената на дизелот на светските берзи почна да расте и се надевам дека тој тренд ќе запре откако ќе имаме најверојатно одредено стабилизирање во однос на целата оваа во однос на се ова што е покренато во изминатиот период. Но на што е најбитно, уште еднаш потенцирам, е дека за Македонија тоа реално ќе нема никакво влијание. Дополнително, она што можам да го кажам е дека тие количини кои што би недостасувале во соседните држави, каде што имаат поголем увоз од компаниите кои што се дел од санкциите, можат да бидат извезувани од Македонија во овие земји кои што би биле погодени. Така да во Македонија ќе немаме никаков проблем. Толку се измеша во последниот период што и Кина го сврте грбот на Русија. 4 најголеми кинески компании повеќе не купуваат руска нафта. Што може да се очекува или кои се сигналите на глобално ниво во однос на енергенците од Русија? За жал, овие сигнали ги добивме веднаш по оваа одлука и по одлуката на и Кина и Индија да го запрат увозот на нафтени деривати од Русија и на сурова нафта, така да во текот на минатата недела имаше посериозен пораст на дизелот на пред се на европските берзи
и поради тоа имавме денеска зголемување на цената на нафтените деривати, на дизелот се зголеми за 1 денар. Значи, тоа е тоа што може да се очекува. Изворите на една огромна земја како што е Русија, со голем број на рафинерии кои што произведуваат нафтени деривати, апсолутно е во еден процес каде што гледаме дека се изолира и сето тоа, тие количини кои што оделе од Русија и кон Кина, и кон Индија, а гледат и кон Европа, ќе треба да се надокнадат. Во овој момент капацитетите во останатите земји во светот се тие што се, и поради тоа имат влијание на цената, особено на дизелот на европските и останатите берзи во одредени региони во светот. Значи, потребно е време овие количини да се заменат со нафтени деривати од земји кои што го произведуваат дизелот, но за тоа се разбира дека е потребно време. Значи, во секој случај се покажува дека влијанието на геополитиката врз цената и на нафтата, и на природниот газ, и на електричната енергија е огромно и одредени апсолутно политички потези, како што се воведување на санкции на двата најголеми руски производители на нафтени деривати, и како влијае понатака на цената на нафтата, па тоа влијае на природниот газ, на цената на електричната енергија. Дека би можело да има крај на војната, отидовме до санкции кои што се можеби и најжестоки во овие 4 години. Компаниите од Македонија се веќе во некаква пресметка во однос на најавената и веќе се поактуелна давачка која што Европската Унија ќе ја воведе за македонските компании и за компаниите од регионот кои што произведуваат производи кои што се добиени од фосилни горива. Се уште не се знае колкава ќе биде таа давачка, таа нова такса. Имате ли некаква пресметка вие како регулатор? Регулаторната комисија за енергетика не ја прави оваа пресметка поради тоа што не е надлежна за тоа. Не, дали знаете колкава ќе биде таксата? Тема е битна не само во Македонија, туку и во земјите од регионот, и во битна и во Црна Гора, и во Србија, и во Косово, и во Босна и Херцеговина. Единствено не е битна во Албанија, затоа што целокупното производство на електрична енергија име од обновливи извори на енергија, пред се од хидроелектрани. Но на сега за сега што веќе се надзира е дека производителот на електрична енергија од фосилно гориво, односно конкретно од јаглен, добро, од земја која што не е членка на Европската Унија, кој што би продавал на земја која што е на трговец со електрична енергија, која што е потекнува од земја членка на Европската Унија, ќе треба да ја плати таа давачка. Значи, не верувам дека ќе имаме едно такво сценарио и царини да се зголемуваат. Мислам дека горе-доле и Европската Унија сваќа дека тоа би било пресериозен удар за овие земји. Значи, таа давачка би се пренела на трговецот со електрична енергија од Европската Унија, кој што се разбира нема да го превземе тој товар како товар, финансиски трошок, туку ќе каже да се врати кај производителот со електрична енергија. Значи нема да плати компанијата која што произведува, туку ќе плати државата? Тоа ме кажува? Не, ќе плати компанијата која што произведува, бидејќи компанијата е државата, значи државата. Па да видиме прво и ние колку правиме извоз од термоелектраните, но она што го гледам во изминатиот период и како што аргумент таму каде што можеме ние како регулаторна комисија да кажеме е дека на тој начин во овој регион ќе се намали трговијата со електрична енергија, од причина што овие компании кои што се не во најголем дел, туку сите се државни. И во Македонија е нашиот ЕСАМ, во Црна Гора е Електропривреда Црна Гора, во Србија ЕПС, во Босна и Херцеговина исто така. Со државните фирми. Меѓутоа, дали е само за државни тоа се однесува на електричната енергија и
јас сум сигурен дека ќе се внимава и од страна на Европската Унија какви мерки ќе превземе кон овие земји членки, кон овие земји кои што се уште не се членки на Европската Унија. Во најавите имаше дека и кај извозниците ќе има. Земји, нема да, тоа нема да биде. Јасно е дека тоа би било драстична мерка за која што апсолутно нема потреба, но во целиот овој период, изминатиот период, покрај оваа мерка која што се однесува на, да речеме, на такса, воведување на такса на производители на електрична енергија од фосилни горива, пред се од јагнен, треба да се знае дека напоредно во овој период се одвива и процес на поврзување на пазарите на електрична енергија на земјиве од регионот со земји членки на ЕУ. Така да, доколку се воведе оваа мерка како што планираат, ќе нема интерес ниту Македонија, ниту Србија, ниту Црна Гора, ниту Босна, ниту Косово да извезуваат оваа електрична енергија во земји членки на Европската Унија, бидејќи ќе треба ние да ја плаќаме давачката за електрична енергија која што ќе користат земји членки на Европската Унија. И тоа ќе влијае на намалување на интензитетот на овој процес на поврзување на пазарите на електрична енергија. Но исто така овие земји ќе започнат многу повеќе оваа електрична енергија произведена од термоелектраните да се ја тргуваат помеѓу себе. Исто така и во она што го гледаме, многу баш тешко ќе биде да се докаже баш дали таа електрична енергија произведена во Македонија баш е од термоелектрани и како тоа и кој како ќе може да ја евидентира, бидејќи таа може да се продаде во Македонија од еден трговец, па еден трговец во Македонија, на друг трговец во Македонија, па тој трговец од Македонија во Србија, така. Бидејќи тоа се продава не врз основа на измерени, туку врз основа на номинирани количини, па на трговците секој има различно портфолио, купува од еден производител, од друг трговец, трет производител кој што произведува електрична енергија од фотоволтаици. Тоа би било тешко и верувам дека треба во овој преостанат период што постои, најверојатно оваа мерка ќе започне да се применува, но верувам дека ќе се покаже по 1 јануари 2026 дека реално е неприменлива. Но треба да се каже дека кога се воведе тоа во земјите членки на ЕУ има голема финансиска поддршка од страна на Европската комисија. Истото треба да важи и за земјиве од регионот кои што реално направија голем број на реформи со кои што го усогласија своето законодавство во однос на енергетиката со европското законодавство, кое влијаеше некогаш и на цената и на електричната енергија и на природниот газ, и верувам дека Европската комисија тоа ќе го земе во предвид и овие трошоци кои што би биле дополнителни за земјите од регионот кои не се членки на Европската комисија, сето тоа ќе на некој начин финансиски ќе ни го значи да им потврдиле на компаниите, тие нема да имаат никакви давачки, повисоки царини од 1 јануари доколку користат електрична енергија од РЕК Битола во нивното производство. Такви беа најавите првично. Првично, но во цел овој период, изминат период, тоа веќе за 2-3 години се збори, ќе се применува овој начин со кој што ќе треба оваа, да речеме, такса за производство на електрична енергија од електрани кои што користат фосилно гориво, ќе треба да се продава на пазарот на електрична енергија и станува збор за еден исклучително проблематичен процес кој што не верувам и кога ќе започне примената дека ќе даде некакви конкретни резултати, имајќи во предвид дека и на овие земји од регионот треба да им се даде шанса тие резерви на јагнен што ги имаат да ги искористат, бидејќи ние не сме енергетски богати земји и дополнително ако анализирате наназад 50-100 години, развојот на земјите од Европа се базира пред се на
јагленот сега не може, они се развивале, ние го имаме тој јаглен кој што го имаме и сериозно сме навлезени, особено во Македонија, во една енергетска транзиција, има голем број на ново изградени електрани кои што користат обновливи извори. Да, 40% лане била произведена од сето тоа се факти зелена енергија. Зборат дека овие земји се од регионот се насочени кон тоа да го променат производството на електрична енергија од фосилни горива да го заменат со производство на електрична енергија од обновливи извори. Во рамките до каде што техниката дозволува, бидејќи не може да се води еден електроенергетски систем исклучиво со електрани кои што произведуваат електрична енергија од обновливи извори. Ако по овие ваши изјави може да здивнат компаниите, да отидеме на домаќинствата. На последната пресконференција која што имавте, бевте оптимист дека нема да има ценовен шок во однос на цената на домаќинствата која што ја плаќаат за електрична енергија. Веќе компаниите за дистрибуција и пренос на електрична енергија ги доставија барањата за нивните трошоци. Се променија некои работи или се уште сте оптимист дека цената нема да се зголемува? Она што можам да го кажам со сигурност сега, сега уште сме октомври, а ние одлуката треба да донесеме за делот на компаниите кои што ние определуваме цена, тоа се електродистрибуција, МЕПСО и МЕМО, до крајот на ноември. Со сигурност можам да кажам дека ќе обезбедиме услови да тоа не влие врз крајната цена на домаќинствата. Односно, гарантирам дека за овие компании за кои што Регулаторната комисија за енергетика носи одлука, нема да дозволиме да има било какво зголемување. Односно, во тој дел кој што ние го регулираме негде кој е во зависност од годината, помеѓу 30 и околу 40% од крајната цена на електричната енергија, нема да има никакво зголемување на цената на електрична енергија. Колку бараат? Понатака, па и барањата се апсолутно коректни. МЕПСО бара зголемување символично 0,67%, МЕМО не бара никакво зголемување, електродистрибуција бидејќи е во постапка на набавка на потребните количини за загуби на електрична енергија, нема наведено колку бара зголемување, но главното е ЕСМ и тендерот, така? Дека за овие три компании за кои што Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе одлука, ќе нема влијание врз крајната цена на електрична енергија, кое што би довело до зголемување. Она што треба да се случи во текот на месец ноември е да се распише тендерот од страна на Евана Хоум по нови правила за набавка на електрична енергија, која што Регулаторната комисија за енергетика денес одржа подготвителна седница и очекуваме и до крајот на оваа недела ќе бидат одобрени. Треба да се распише тендер и на тој тендер тие цени кои што ќе бидат, на кои што ние апсолутно немаме влијание, тоа понатака ќе треба Евана Хоум како универзален снабдувач да го Кои се информациите? 100% ќе понуди ЕСМ? Во овој момент ја не располагам со такви информации, најдобро е да ги прашате. Ќе ги прашаме таму и компаниите. Дали имате состанок како се расположени? До сега во изминатиот период, во најголем дел од периодите кога било распишувани тендерите, ЕСМ обезбедувал околу 100% од потребите на електричната енергија за домаќинствата и малите потрошувачи кои ги снабдува универзалниот снабдувач Евана Хоум. Она што го гледаме во изминатиот период е тоа дека голем број на мали потрошувачи кои што беа снабдувани од универзалниот снабдувач од Евана Хоум отидоа на слободниот пазар на електрична енергија, што ни беше една и од целите како Регулаторна комисија за енергетика, од причина што овие количини на електрична енергија
кои што беа наменети за малите потрошувачи и ги обезбедуваше од ЕСМ да им испратиме сигнал малите потрошувачи да ги обезбедуваат на слободен пазар на електрична енергија со цел да се намали притисокот врз ЕСМ да продава електрична енергија на Евана Хоум како универзален снабдувач и да му се создаваат вишоци на електрична енергија кои што би ги продавал на слободниот пазар по далеку повисока цена од која што ја продава на Евана Хоум. Само за подсетување, цената на Евана Хоум, цената по која што ЕСМ продава на Евана Хоум до сега е 62 евра за мегават час, а цените на слободниот пазар во Македонија се некаде околу, во зависност од периодот од годината, помеѓу 100 и 120 евра за мегават час. Значи му даваме простор не само да е многу повеќе поактивен на слободниот пазар на електрична енергија со цел да обезбедува поголеми приходи. Меѓутоа 91-2 евро е да произведе. На долг рок со ваква политика може да имаме само уште еден загубар. До 2018 година, до средината на 2018, додека определуваше регулаторната комисија за енергетика цени на тогашниот ЕЛЕМ, сегашен ЕСМ, цената беше негде максимум 45 евра за мегават час. Факт е дека во изминатиот период ЕСМ започна да увезува јаглен и сето тоа влијаеше на зголемување на нивните трошоци. Од една страна се зголемуваат трошоците, домашниот јаглен, кој што е преостанат, е со релативно полош квалитет и увезуваме јаглен. Врз основа на тоа што имаме полош квалитет на јаглен, имаме проблеми што се вообичаени за електрани кои што се стари 40 години, да пукаат цевки во процесот на производство и во тие, значи, ни се зголемуваат трошоците, ни се намалува производството. И поради тоа и цената на ЕСМ е зголемена, сега вие кажавте 91 евро за мегават час, предпоставам дека отприлика таа цена, ние како регулаторна немаме увид во таа цена, бидејќи тоа е... Да, на неколку пати надлежните од ЕСМ кажа не... Да, јасна е таа цена, но тоа е процес кој што не се случува во изминатиот период, и поради тоа мислам дека час поскоро треба да наоѓаме начини овие термоелектрани не поради тоа што имаме обврска заради фосилните горива, особено од јагленот, исто така и природниот газ се смета за фосилно гориво, треба да инвестираме, особено ЕСМ, во нови производни капацитети кои што ќе го користат природниот газ, бидејќи тоа е тоа, го имаме овој јаглен. И кога се направени тие термоелектрани во Битола и во Кичево, се знаело колку е животниот век. Дека некаде дока 2020, отприлика тоа би било тоа. Ние сега сме 2025, се уште ги имаме тие термоелектрани, само како пример сакам да ви кажам, ако во просек во последните неколку години ЕСМ произведува околу 3500 гигават часови, некаде во најубавите години произведуваше околу 6000, помеѓу 6000 и 6500 гигават часови. Да, но тогаш немало ветерници, немало... Не, јас кажувам за ЕСМ, само за ЕСМ, не зборам на ниво на држава. ЕСМ со тие производни капацитети што ги имало и претходно и сега, пред 20 на години, произведувало помеѓу 6000 и 6500 гигават часови, а во последниве 4-5 години тоа производство е сведено на помеѓу 3200 до 3800 гигават часови на годишно ниво. Значи тоа е сериозно намалување на производството на електрична енергија. Ако ме прашате кој е виновен, сите сме виновни кои што работиме во енергетиката. Се знаеше кога завршува животниот век на овие термоелектрани и верувам дека во наредниот период, односно не верувам, мора да се направат нови електрани гасни кои што ќе ни ја обезбедат таа така наречена базна енергија, која што во
период кога имаме сериозна пенетрација на обновливи извори и на преносната и на дистрибутивната мрежа. Овие да ги речам гасни електрани ќе ни обезбедат за успешно балансирање на системот. Вие никаде во Европа и во светот не може да најдете една земја која што своето производство го базира само на обновливи извори на енергија, бидејќи едноставно технички тоа не е возможно. Значи, добри се обновливите извори, треба да ги има се повеќе, но системот не може да се води со извори на енергија, како што се обновливите, кои што се непредвидливи во своето производство. Впрочем, ние еден таков пример имавме и во Шпанија и Португалија, кога се случи тотален блекаут на Пиренејскиот полуостров, испадна од мрежа и Португалија и Шпанија, причините се кажуваат, но јасно е од прилика дека помеѓу другото имало и регулатива која што е стара повеќе од 20 години, која што не е усогласена со новите случувања и сето тоа влијае на тој испад кој што се случи во Шпанија и во Португалија. Можеме да спомнеме зголемување на време траењето на ефтината тарифа или се уште за тоа нема услови? Не, видете, ефтината тарифа која што има во Македонија во текот на денот е привилегија исклучиво во Македонија. Единствено не знам дали има уште во еден дел на Босна и Херцеговина. Значи, кога ги гледаме пазарните цени, кои што треба да се отсликаат и овие да се пресликаат и кај домаќинствата кои што ги плаќаат, јасно е дека во периодот, во зависност дали е зима, дали е пролет, дали е лето, дали е есен, ама некаде од кај 12 до кај 16 часот имаме убедливо најниски цени. Но исто така во периодот од кај 20 па до кај 24 часот цените на електрична енергија, особено во пролетниот и во летниот период, се поголеми за 3 до 4 пати. Значи, ако следиме тоа што ги имаме во моментов, добро, како се движат цените во текот на денот по секој час, реално ефтината тарифа треба да биде од 12 до 14 часот, а скапата тарифа наместо до 22 треба да биде до 24 часот. Сега јасно е дека се створени навики кај луѓето во Македонија. Таа ефтина тарифа во Македонија е воведена некаде 1982 година, значи збориме за период од 43 години, неделата како привилегија да има ефтина тарифа во текот на цел ден и сега се обидуваме тоа да го измериме, што би значило тоа во однос на домаќинствата. Дали таа, да речеме, дополнителни 2 часа во текот на денот, ќе се користат? Би ги користеле, споредено со зголемувањето на времетраењето на скапата тарифа од 22 до 24 часот. Така да, спориме за навики, не секогаш може да се каже дека... Финансиски што ќе значи тоа? За државата? Ќе има загуби? Не, за државата значи исто, отприлика поради тоа што ЕСАМА се јавува на тендерот, не јава на Хоум и продава по една просечна цена, не продава по цени во текот на денот. А сметките би ги намалиле овие што ги имаат некој процент граѓаните? Правиме такви анализи и со тоа се покажува дека на тој начин просечната цена на домаќинствата би се зголемила, поради тоа што скапата тарифа наместо до 22 би траела до 24 часот, а тогаш во овој период се користи повеќе. Голем дел од домаќинства, значи на сметка на тоа што би било во денот поголемо, би се скратило и поради тоа ја кажувам оваква каква е реалната слика која што е на берзите и во Македонија и во Европа. А не може да остане и навечер. Но дали е тоа применливо, ако остане навечер, ако гледаме во текот на денот и навечер, треба да кажеме дека во тој период реално имаме за
екстремно високи цени на електрична енергија. Но она што се случува и е тренд сега во Европа е тоа што домаќинствата, најголем дел од домаќинствата се на слободен пазар на електрична енергија и кај голем број на домаќинства постојат воведени се така наречени паметни броеви. И снабдувачот секое домаќинство не месец ден однапред, еден ден однапред го известува домаќинството како ќе му се движат цените на електрична енергија во текот на денот и имајќи во предмет дека овие паметни броила се интерактивни и самиот потрошувач, самото домаќинство може да ја следи потрошувачката на дневно ниво, на часовно ниво, се оди кон тоа да се овозможува самите домаќинства да се регулираат својата потрошувачка, да нема скапа ефтина, едноставно на него кога му е најпогодно врз основа на цената која што му испраќа снабдувачот ден однапред да се ја организира својата потрошувачка. Добро. Но и други анализи кои што се прават во однос на ова е дека не многу голем број на домаќинствата се заинтересирани за овој пристап од причина што домаќинствата се насочени кон тоа својата потрошувачка на електрична енергија да ја сведат на пари, колку ќе платат. Добро. И дали тоа ќе им влие пола евро, 1 евро, 5 евро во текот на месецот, тоа и поради тоа, но тоа е психолошки би требало да биде. Но тоа го прави слободниот пазар, не го прави регулатор. Да ги посветиме последните минути на грејната сезона, односно на парното грејење. Во Законот за енергетика во делот на парното стои дека во време на грејна сезона, ако надворе 12 степени, во домовите мора да биде 20 плюс 1 степен. Овие десетина дена имаше топли денови и доста постудени кога температурата беше и под 10 степени, а радиаторите беа млаки, некогаш не беа пуштени. Претпоставувам дека имаше сонце деновиве, па од ЕСМ ќе си помислија дека зградите ќе се стоплат од сонцето, па не го пуштаа навечер парното. Прашањето ми е како да се дојде до 21 степен кога неколку часа во текот на денот има сонце, а не ги пуштаат од ЕСМ парното. Значи, тоа до 12 степени се гледа во периодот од 1 до 15 октомври, од 15 април до 30 април. Доколку е по 12 степени, наредниот ден се мора да се пушти централното градско грејење, но тоа каде стои во законот, тоа што ми го кажувате сега не стои. Во правилата за снабдување со топлинска енергија, тоа е јасно наведено. Меѓутоа што е појако на сила? Не. Законот или правилникот? Апсолутно е само и како и сите претходни грејни сезони, и оваа грејна сезона ги почитуваше правилата за снабдување со топлинска енергија, каде што е јасно наведено дека доколку во периодот од 1 до 15 октомври и од 15 април до 30 април температурата, предвидувањата за температурата се пониски од 12 степени Целзиусови, наредниот ден е задолжително да работат производните капацитети за топлинска енергија во Скопје. Во преостанатиот период задолжително мора да работат. Оваа година грејната сезона во Скопје започна невообичаено рано, некаде беше, мислам, од 2 октомври, и факт е дека во овој изминат период и тоа што го гледаме и ние, мејлови кои што добиваме и поплаки од потрошувачите, да има проблеми, има и точно одредени адреси каде што има проблем, кој што ги имам тука пред мене. Според мене, ова што го гледам, кој што го добиваме, улица Коста Новаковиќ број 7, каде што граѓаните се жалат, имаме 50-та дивизија број 34, Вера Јоцич број 5, Даме Груев број 1, булевар Асном број 31, булевар Илинден 79, Народен фронт број 5, Пантел Шишков. Значи тоа се делови на Скопје. Во делови на Скопје. Значи да, има проблем и треба секој да си превземе
мерки согласно своите законски надлежности, кога ќе стане постудено во Скопје, ќе станува, зима доаѓа, сите овие проблеми кои што се имаат сега да се исправат со цел да се добие соодветен квалитет на испорачана топлинска енергија. Меѓутоа, што ми прашањето? Просекот се бара до 15 ноември, се гледа некаков просек на температура. До 15 октомври, така? Од сега па од 15 октомври, значи мора да работат производните капацитети постојано. 3 часа да имало 20 степени и потоа да падне температурата на 10 степени. Потоа ќе се тоа не се гледа, тоа не се гледа. Како се гледа просек тогаш да објасни? Не. Кога ако 3 часа има сонце надвор до вечер радиаторите се ладни. Во тек, не. Колку и да падне вечер? Задолжително производните капацитети за производство на топлинска енергија, колку и да е надвор, работат во периодот од 15 октомври до 15 април. Тамо нема температурата доколку во текот на денот има неколку часа поред над 15 степени Целзиусови, тогаш производните капацитети се исклучуваат. Но таа одлука ја носи компанијата која што управува со производните капацитети, бидејќи знаете вклучување и исклучување на производните капацитети ги зголемува нивните трошоци. Така да од тој дел од 15 октомври до 15 април задолжително е работењето на топланите во Скопје. Значи нема друга опција. Имаме има проблеми за кои што и ние правиме како регулаторна комисија за енергетика мониторинг и сме во комуникација со ЕСМ дистрибуција со топлинска енергија и ЕСМ снабдување со топлинска енергија и ви кажав конкретно имаме повеќе адреси каде што има проблеми и каде што понекогаш јас се јавувам да видам докаде има најава и за групни тужби од граѓани и до регулаторна и до ЕСМ, бидејќи плаќаат цела година за услуга која што треба да ја користат неколку месеци и таа не ја користат. Значи граѓаните за неиспорачана топлинска енергија нема да платат ниту еден денар. Затоа што во Скопје, во најголемиот систем кој што е го раководи ЕСМ, снабдува ЕСМ дистрибуција со топлинска енергија, ЕСМ производство на топлинска енергија, ЕСМ снабдување со топлинска енергија, се испорачуваат фактурите врз основа на измерена, односно потрошена топлинска енергија. Таа се мери на крајот на грејната сезона. Така да тој што не добил топлина нема да плати ниту еден денар. Така да нема мене ми е јасно дека има незадоволство и јас се согласувам дека да, има проблеми, но тие проблеми мора да се решат во следниот период кој што доаѓа. За жал, ние не сме одговорни за водењето на системот, ние правиме што е можно поголем притисок врз компаниите кои што работат на системот за топлинска енергија, да ги поправат своите пропусти кои што ги имаат. И во најголем дел успеваат и тоа го прават. Инаку, јасно е дека во наредниот период проблемот со топлинската енергија ќе во однос на квалитетот на испорачана топлинска енергија ќе биде се помал и помал затоа што ќе работат топланите во Скопје во нормални режими на работа и ќе нема никаков проблем. Како што реков, темата е многу широка, особено ова за парното грејната сезона, само што почна нашата информативна редакција ќе го следи овој случај, ќе ве контактираме секако и ќе ја известуваме јавноста. Почитувани, веќе не згази времето, го пробивме рокот, се надевам дека го задржа вашето внимание, останете со програмата на телевизија 24, од мене пријатно.